Реков повторно да се вратиме сега на Кирил и Методи. На повик од кнезот Ростислав, Кирил и Методи отидоа во Моравија за да го шират православието, кој испратил молба до романскиот император Михаил III, а во Моравија биле дочекани со голема радост и почести. Отвориле и училиште, но наишле на отпор од свештеници на Светото Римско царство, обвинувани како ереци. Кирил и Методи биле приморани да одат во Рим и да го докажат своето правоверие, но од папата пак Адриан Санта Марија Маджаре биле со почести примени, каде направиле и богослужби на нашиот македонски јазик, како што го викаат словенски, во 3 римски цркви. Кирил потоа се разболува и умира на 14 февруари 869 година во Рим, а Методи се враќа во Моравија, а умира на 6 април 885 година во денешна Полска. Овие македонски мисионери, што ја добиле титулата апостоли на словените, што денес сме над 550 милиони народ од коренот македонски, овие двајца браќа се почитувани во источната православна црква како светци со титулата еднакви со апостолите. Во 1880 година папата Лав ја вовел нивната слава на календарот во Римокатоличката црква. Во 1980 година папата Јован Павле II ги прогласил за копатрони на Европа заедно со Бенедикт Нурсиски. И логично е зашто од 1054 година се појави католизмот, од таа наша христијанска, што е православна вера, иако пред тоа некои од свештениците и владиците работеа, како што слушнавте, на појавување на нова вера. Значи, 1054 година се појавува католичката вера, за да потоа повторно се караат меѓу себе во католичката вера и потоа се појавува протестантската вера. Како и да е, нека ни е честит овој значаен наш празник Свети Кирил и Методи, почитувани слушатели. Светите браќа солунски
Благодарајќи ви што и вечерва се дружевте заедно со нас, ви посакувам пријатна седмица, со желба да не слушате идната недела од 6 часот навечер на 101,3 FM, каде ќе го откриеме ликот на нашиот познат сонародник Симе Карапалевски, но истовремено да спомнам повелете во сите македонски православни цркви по повод празникот Свети Кирил, тоа е вторник од 10 часот утрото на заедничката богослужба. Но од студиото на Глас од Македонија, вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатна вечер.